Во тек е јавниот увид во избирачкиот список за локалните избори 2017 година, а до 29 август, според информациите објавени на веб страната на Државната изборна комисија, увид во списокот во подрачните одделенија и канцеларии направиле 8319 граѓани. Според прегледот на ДИК, најмногу граѓани до 29 август увид во избирачкиот список направиле во подрачните одделенија во Битола, односно 1689 лица. Второ е Охрид со 1148 граѓани. Паралелно јавен увид се врши и електронски преку веб апликацијата поставена на веб страната на ДИК. Оваа апликација за проверка на податоци била искористена повеќе од 180.000 пати. До седницата на ДИК одржана во вторникот, само едно лице побарало бришење од списокот, а 5 мина промена на податоци. Јавниот увид во избирачкиот список трае до 9 септември, а списокот за локалните избори закажани за 15 октомври. Според роковникот, Државната изборна комисија треба да го заклучи најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид, односно најдоцна до 24 септември. На 4 септември на полнок завршува и рокот за собирање потписи за независни кандидати за градоначалници и листи за советници. Во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потписи се собираат за 24 листи за членови на совет и за 14 независни кандидатури за градоначалник. Во Битола потписи за градоначалник собираат Кирчо Ташков и Јорго Огниновски, а потписи за градоначалник собираат и независни кандидати во Охрид, Брвеница, Вевчани, Газибаба, Дебарца, Карпош, Куманово, Радовиш, Ранковце и Струга. Во Македонски Брод се собираат потписи за рекордни 11 листи за советници, за 3 листи во Радовиш, за 2 листи се собираат потписи за членови на Советот во Охрид, по една во Битола, Дебарца, Долнени, Карбинци, Кочани, Кривогаштани, Петровец и Ранковце. Листите на кандидатите овластените представници до општинските изборни комисии, односно до изборната комисија на град Скопје се поднесуваат најдоцна до 14 септември, од кога почнуваат да течат роковите за проверка на уредноста на листите. Општинските изборни комисии треба да ги утврдат листите најдоцна до 16 септември.